Министре, утре е предвидена ваша средба со унгарскиот министер за надворешни работи Сијарто. Што планирате нему да му кажете за целиот случај? Ние, за жал, дури и Јенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО, меѓутоа и генерално сите представници на држави во полето на меѓународни односи, немаме многу простор. Делуваме меѓу разни столбови кои што се интересите, меѓу принципи кои што се исто така на некој начин столбови, и во тие рамки уметност на можноста е како да ја туркате работата кон своето, ама да не ги повредите столбовите. А за утрешната средба ќе биде малку слично на ова што го опишев. Ние имаме компатибилни интереси од една страна со Унгарија. Унгарија е држава што долго време ја поддржува европската и евроатлантската интеграција на целиот Балкан, меѓу другото во тие рамки на Македонија. Од друга страна имаме една крупна разлика во однос на целиот случај околу Никола Груевски. Јас мислам дека ние мора да продолжиме со сите правни средства, со сите политички средства, да се обидеме да го покриеме нашиот интерес, да го вратиме Груевски во системот на владење на правото во Македонија, без при тоа да го срушиме овој интерес каде што не се поклопуваат ставовите со Унгарија, особено месеци пред да зачекориме одлучно кон членството во НАТО, да започнеме преговори со Европската Унија и така натаму. Привршува втората фаза од усвојувањето на уставните измени. Многу реакции, особено кај опозицијата, предизвика вашата реплика дека сме нација со комплекс. Извадено беше од контекст, зборував за две планети. Таа реченица почнува кога завршува предходната, каде велам ваш колега пратеник во 2010 година, дебатирајќи го Скопје 2014, вели ние за прв пат градиме македонски идентитет со проектот антиквизацијата Скопје 2010 година. Во светот каде што прв пат се гради македонски идентитет во 2010 година, копајќи 2000 години наназад, тоа е проекција на комплексна инфериорност. Не сме ние сигурни доволно и не сме горди со тоа што сме, туку ни требаат по-длабоки корења и така натаму и така натаму. Исто така тогаш народот не го праша дали да се оди натаму по тие корења кон Александар. Немаше референдум, немаше јавна дебата, немаше така што не може да е народот искомплексиран. Тоа е на некој начин наметнат, проектиран комплекс. Некој мислел дека е тоа добро. Меѓутоа тоа не само што не одбрани во однос на тоа кои сме визави Грција, туку внатре дома направи конфузија. Може ли се измени во текстот на амандманите по реакциите на дел од партиите на албанците во Македонија, меѓутоа и на одредени кругови во Грција, особено околу ставот 3 од амандманот што се однесува на членот 49? Ние во процесот на преговорите со Грција, што резултираа со договорот од Преспа, разговаравме за начала, на некој начин. Точно што и како ќе наведеме во амандманите е наша работа. Работа на домашниот процес, кој што почнува во влада, има јавна расправа, комисиски расправи, пленарно во собрание и така натаму и така натаму. И тоа не се работи што се нови. Задоволни сме со своите граници. Нема да се напаѓаме. Нема да се мешаме во внатрешните работи на другата држава. Ниту Македонија кај нив, ниту Грција кај нас. Така што, додека духот на тие начала се почитува, наше е точно што ќе направиме, како ќе направиме и така натаму. Точно е дека има посебно кон ставот 3 од амандманот што се однесува на членот 49, особено од опозицијските албански партии во Република Македонија, забелешки, ќе видиме експертската јавност како ќе настапи
и ќе видиме на крајот на тој процес со што владата ќе престече да излезе кон собранието со финални предлог амандмани. Дали реформскиот процес во Македонија се одвива со задоволувачко темпо, бидејќи евроамбасадорот Жбогар на дипломатски начин кажа дека храброста што Македонија и владата ја покажала во договорите со Бугарија и со Грција треба да се употреби да се преслика во делот на реформите, што со други зборови значи дека не е баш многу задоволен или не се баш многу задоволни во Брисел од текот на реформите, особено имајќи предвид што одредени земји членки се скептични за процесот на проширување во однос на Македонија и можеби само чекаат одредени моменти или елементи каде би можеле да ги искористат како недостаток на земјата во незиното европско портфолио. Гледстон вели, секоја добра надворешна политика почнува со добра домашна политика. Ќе биде многу тешко само со надворешна политика да се ги, или невозможно можеби, да се ги реализираме целите, особено во контекст на Европската Унија, бидејќи тој процес значи трансформација на тоа каква ни е Македонија. Во некои од овие области, например реформите во разузнавањето. Па јас би се осмелил да кажам и слободата на медиумите и воопшто атмосферата на слободна критика, респонзивноста на владата во однос на јавната критика и јавното мислење, кое што е гневно, кое што сака повеќе. Има тука малку и проблем на управување со очекувања. Има многу високи очекувања. И можеби многу ветување. Можеби. И мислам дека тука ќе биде следната наша вистинска битка за Европска Македонија ќе биде битката за силни институции, за независно судство и за борба против корупцијата и на подолг рок меритократијата со клиентелизмот. Мора во Македонија да може да се успее без да се биде близок со ниту една политичка партија. Факт е дека, ако ви го спомнавте Жбогар, Европскиот парламент скоро во извештајот за Македонија вели честитаме на владата за робусната реформска агенда и резултати. Многу ќе зависи од исходот на европските избори. Ќе видиме што ќе се случи во мај. Меѓутоа, ние мораме да направиме ситуација да е речиси, да е барем непријатно да не се поддржи Македонија во јуни. А за тоа да го направиме треба да имаме јасни, видливи чекори и тоа веќе го скоро имаше во Берлин една средба на високо ниво затворена каде многу благонаклоно се гледа на нашата спремност и не зборам само за владата, зборам за општеството наше. За македонското општество дека очигледно е дека е жедно за вистински реформи, не за преправање, не за форма, не за глумење. Имаме време, реално е возможно, мислам дека се уште не сме во ситуација да има атмосфера да е непријатно да не се поддржи Македонија. Мораме уште.